Кочанчанец е вториот потврден случај на западно-нилска треска, истакна од Институтот за јавно здравје. 34-годишниот кочанчанец се заразил додека бил на патување во Тунис кон крајот на претходниот месец. По една недела од враќањето од одмор, односно на 7 јули, ги почувствувал симптомите како покачена температура, болка во мускулите, главоболка и колабирал. Заболениот по самата состојба веднаш бил хоспитализиран во клиничка болница Штип од 9 до 15 јули, каде бил испишан во добра здравствена состојба. Епидемиолозите предупредуваат дека сега е сезона на вектор преносливи болести и апелираат граѓаните кои престојуваат во предели каде што има болести што се пренесуваат со комарци, да бидат свесни за можно заразување доколку се појават симптоми на заболување да побараат лекарска помош. Раното диагностицирање и навремениот третман можат да спречат појава на тешка форма на болест која може да заврши со сериозни нарушувања на здравјето и тешки последици или смртен завршеток, велат од Институтот за јавно здравје. Поставувањето заштитни мрежи на вратите и прозорците, употреба на средства за заштита од упот на комарци се само дел од мерките што граѓаните можат да ги превзимаат за да се заштитат од овие инсекти. Покрај западно-нилската треска, комарците се преносители на маларија и денга вирус. Ова е втор случај на заболен од западно-нилска треска годинава. Првиот е регистриран во месец април кај жител од Василово и овој случај заболениот кажал дека патувал во странство. Западно-нилската треска кај 80% од луѓето поминува без симптоми, а околу 20% имаат покачена температура и болки во мускулите. Многу малку предизвикуваат компликации како воспаление на мозокот. Во земјава од 2011 година до 2023 година се регистрирани 45 заболени со западно-нилска треска, а 4 од нив завршиле со смртен исход.